Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. На кого му се поклонуваш? На Бог или на некој друг? Библијата во Лука, 4 глава, 8 стих вели: поклонувај му се на Господ твојот Бог и само нему служи му. Обично среда или четврток се одржуваат собранија или богослужби. Денес е среда, па одлучив да снимам сега една куса тема во врска со мисијата на апостол Петар. Кога Бог му рече дека од сега натаму и на другите народи им се отвора врата за спасение и дека спасението не е само за еврејскиот народ, туку и за нас, македонците, па и за сите народи на земјата. Во овие неколку 8 минути ќе го задржам вашето внимание со една убава поука од Библијата. Немој, стани и јас сум само човек. Тоа се зборовите на апостол Петар. Тоа можеме да го видиме во Дела на апостолите, 10 поглавје. Таму се зборува за еден човек по име Корнелиј, кој што сакаше да му се поклони на Петар заради неговото присуство во неговиот дом и заради неговата апостолска мисија. Но, како што гледаме, читаме во Библијата, беше спречен со зборовите: немој, стани. Немој, тоа е силен нагласок. Стани, и исто и тоа. Да го разгледаме накусо овој настан. Петар беше во Јопија, на гости, кај еден човек по име Симон со прекар кожарот. Тој, како и вообичаено, се молеше секогаш. Апостолите беа на молитва. Го зедоа примерот на Господ Исус Христос. Исус понекогаш го поминуваше своето време во молитва цела ноќ. Но овој пат требаше да се помоли таму каде што беше на гости, па отиде на покривот од куќата да се помоли Петар. И кога се молеше, наеднаш се спушти во видение некаков сад, како големо платно. Внатре имаше секакви нечисти птици. Евреите според законот не јадеа птици кои се прогласени за нечисти, бидејќи ќе се онечистија. А Петар беше гладен и баш кога беше гладен, Господ му рече да заколи од овие птици да јаде, а тие беа нечисти. Петар некако се стаписа. Кога го слушна тоа, бидејќи вакво нешто не му дошло никогаш на памет. Сега испаѓа како Господ со сила нешто да го тера. Но Господ му вели да јаде. Тоа во суштина беше една поука за Петар, дека од сега и на незнабожците, и на паганските народи им се отвора врата за спасение, по благодат, по милост, како и на сите народи. Спасението нема да биде само за евреите, туку и за паганските народи. Петар го свати тоа видение и созна дека не смее да ги презира оние што Господ сака да ги спаси. Кога се упати кон домот на Корнелиј, за кој што и тој беше информиран дека треба да дојде човек од Јопија и да му каже зборови на спасение, и пристигнувајќи, Корнелија го пречека и клекна да му се поклони, сметајќи го за достоен и голем Божи апостол или слуга. Меѓутоа, интересно е тоа што во тој момент Петар силно изреагира, го крена на нозе и му рече на Корнелиј: немој, стани, и јас сум само човек. Дела на апостолите, 10 поглавје, 26 стих. Почитувани, оваа Петрова изјава јасно ни открива дека апостолите и сите библиски личности не сакаа никој да ги обожува како да се поголеми од другите луѓе. А во краен случај на никого не дадоа впечаток дека треба ним да им се исповедуваат гревовите, а тие да ги пренесуваат на Бог во името на Исус. Такви настани или впечатоци во Библијата нема никаде, ама баш никаде. Затоа сите апостоли се држеа понизно и не сакаа поклонување на нив. Ако се земе предвид
оваа поука на Петар, и ако се практикува, ќе нема ниту еден ден посветен на некој апостол. Туку сите денови ќе бидат на Бог посветени и ќе служат за Негова слава, а не за слава на некој апостол кој бил слуга на Бог. Гледате ли сега каква разлика има од тогашниот Петар и денешниот измислен Петар во умот на човекот? А што се однесува за Петар, оној библискиот Петар, му благодарам на Бог што преку неговите две писма, што ги имаме првото и второто Петрово писмо, можеме да извлечеме доволно поуки за наша духовна изградба. А исто така, и како очевидец на Христовите дела запишани во Евангелието според Марко. Да се задржиме малку, барем само малку, на она што му го рече Петар на Корнелиј. Немој, стани, и јас сум само човек. Овие се понизни и силни зборови. За разлика кога Тома се поклони на Исус, Исус не реагираше како Петар. Тој го прифати тоа, кога рече Господ мој и Бог мој. Исус не му рече како Петар, стани, немој, и јас сум човек. Го прифати, што значи Исус е Бог, а Петар е само човек. Апостолите, иако правеа големи чуда и можеа да се прават, да речам, важни, сепак не дадоа таков печаток. Тие се држеа на зборовите што им ги рече Исус, дека без него не можат ништо да направат. Како второ, зборот немој укажува на теолошка вистина, дека поклонувањето му го должиме само на Исус и на никој друг. Овој стих не може да се толкува како што на некој му одговара. Тоа што Петар му забранува поклонување и обожување, останува за сите генерации. Во денешно време, за жал, мнозина од ликот на Петар направија денови за славење, титули на личности, кои воопшто нема допирни точки со она што го учеше Петар. Например, кога некој ќе почне да се моли на Петар и да бара прошка за неговите гревови и за гревовите на неговото семејство, таквиот директно се вплеткува во мрежата на сатаната, на ѓаволот, бидејќи ниту една молитва не стигнува до Бог упатена на погрешна личност, а токму тоа му одговара на сатаната, да се упатуваат молитви на погрешни личности. Намерата е да не се спасиш од гневот што доаѓа и од вечната мака, а сатанат не сака ни едно создание да биде спасено. Сите да отидат во пеколот. Ако сакаш Бог да те послуша, мора и треба да го молиш само Исус, никој друг. Истиот апостол во Дела на апостолите ќе рече: нема друго име дадено под небесата или под небото на луѓето преку кое мора да се спасат луѓето. Тоа е името Исус. Исус е посредникот помеѓу Бог и луѓето. Бог го постави Исус да биде помирителна жртва за нашите гревови. И само тој може да ги послуша молитвите на секој човек. Тоа што го кажувам не се должи на моje лично убедување, толкување, туку убедување кое е засновано на Библијата, така што не постои друго убедување кое има аргументи за поинаков став кон ова прашање. Вистината е една и само една, а тоа е да се упатува молитва само на Исус Христос и на никој друг. Петар, Павле, Јован, Јаков, Марија, било кој друг да не цитирам, сите останати беа Божи слуги, кои го завршија својот земен живот со вера во Исус. Додека беа на земјата, ниту еднаш не дадоа впечаток да се практикува вера која ги прави нив за посредници, туку напротив, се бореа да се задржи Христовата вистина, како што им беше објавена од Исус. Во подоцнежните векови до денес, луѓето кои не беа духовни, измисле посредници со цел да манипулираат со народот и да го воведат во погрешна насока за нивна осуда. Гледај да извлечеш поука од тоа што е напишано и кажано и да го смениш твојот став во поглед на посредничката улога на твојата душа.
Исус посредува за тебе, а не Петар. Никој друг, Павле или било која друга личност спомната во Библијата нема посредник за тебе. Зашто е напишано во 1 Тимотеј, 2 глава, 5 стих. Зашто Бог е еден и еден е посредникот меѓу Бог и луѓето. Човекот Исус Христос. Или нашиот Господ Исус Христос. Нему слава во сите векови. Амин.